И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ви информираме за случувањата во главниот град, за сервисните информации, културните настани и актуелните случувања. Загрижени граѓани, родители и жители со денови наназад протестираат за дислокација на Центарот за зависници од кисела вода. Се жалат дека секојдневно наидуваат на медицински отпад, шприцови и игли на кои веќе неколку жители тврдат дека се имаат и боцнато. Граѓаните на кисела вода, според нивните изјави, живеат во страв дека ќе нагазат на некоја игла и ќе се заразат со некоја заразна или неизлечива болест. Се плашат и за здравјето на децата, за сликите кои ги имаат пред своите очи. Тие велат дека нема да се откажат од протестот и очекуваат конечна дислокација на Центарот за зависници. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека ќе се најде решение за дислоцирање на Центарот за третман на зависници од општина Кисела вода, посочувајќи дека покрај предлогот за негова преселба во општина Газибаба се разгледуваат уште две алтернативни локации. Според него, засега е најдобро сегашното централизирано решение со оглед на недостигот на персонал. Граѓаните кои протестираа и денес рекоа дека и в понеделник ќе продолжат со протестите. Пред Општинското основно училиште Вера Циревири Трена во Карпош 2 поставен е нов интелигентен лежачки полицаец, соопштија од Општина Карпош. Со надминување на дозволената брзина од 30 км на час се активира поставениот лежачки полицаец и дава сигнал на возачот да ја намали брзината на движење. На овој начин се зголемува безбедноста за учениците и за сите граѓани во Карпош 2 на улицата Руѓер Бошковиќ. Дополнително подготвени се и проектите за нови лежачки полицајци пред основните училишта Јана Москоменски, Војдан Чернодрински и Димо Хаџидимов, изјавија од Општина Карпош. Од Општина Аеродром пак соопштија дека шестиот фестивал Гола месечина, кој го организира заедно со Театар Комедија, оваа година наместо во јуни ќе се одржува од 2 до 9 септември. Фестивалот, чија цел е да го збогати културниот живот во општината и предизвикува се поголем интерес кај граѓаните. И годинава ќе се одржи во спортскиот центар Ново Лисиче, а влезот за сите е бесплатен, информираат од Општина Аеродром. Во вторник на 2 јули пред спомен куќата Мајка Тереза во Скопје на улица Македонија во 20 часот и 30 минути ќе се одржи ревијален приказ на македонските народни носии фолклорни допири, каде што ансамблот на народни игри и песни Орце Николов од Скопје ќе ја прикаже сета раскош на македонските народни носии. Настанот е во склоп на јубилејното 40-то издание на Скопското лето. Ансамблот Орце Николов во својот фундус има повеќе од 680 народни носии. За да ја приближи вистинската вредност и убавина на народната носија до современата публика, неопходно е да се користат современи форми за нивна презентација. За публиката во земјата и странство реализирани се голем број на ревии, работилници во кои покрај другото македонската носија ќе биде прикажана од естетски, етнолошки и географски аспект. Поради планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа во градот Скопје, утре без електрична енергија ќе останат корисниците од селата Арнакија, Семениште, Буковиќ, Ласкарци, Раовиќ и Чајлане во општина Сарај. Како што соопштија од регионалниот центар за управување со кризи Скопје, по известување добиено од Ева на Македонија АД, прекинот во електроснабдувањето ќе биде во периодот од 10 до 11 часот. И имаме уште една информација за временската прогноза. Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност, а долж по Вардарието засилен северен ветер. Максималната температура достигна до 35 степен, а УВ индексот со вредност 8. За време на викендот метеоролозите најавуваат сончево и топло време и со висока вредност на УВ индексот кој ќе изнесува 9. Максималните температури ќе достигнат до 38 степени Целзиусови.